Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за свесното родителство. Денес ќе зборуваме на тема дали треба децата да се слушаат. Авторката Шефали вели дека навистина би било добро доколку ние можеме да ги слушаме нашите деца. Активното слушање може единствено да се случи доколку ние прво веруваме дека другата личност наспроти нас, а тоа е детето, дека има што да ни каже, дека можеме, дека има нешто што да се слушне и дека може со нешто да не заинтересира. Но во случајот со децата тоа е многу ретко, затоа што не веруваме дека има што да слушнеме од децата, но децата се наши најголеми разбудувачи, најголеми освестувачи, бидејќи тие се изворени, значи преку својата чистота, преку својата невиност, преку својата неусловеност и искреност, децата едноставно го кажуваат она што е, значи тие не знаат да ставаат фасади врз себе, тие не име гајле како изгледаат, ниту пак име гајле кој е пред нив во дадениот момент и како изгледа. Затоа што едноставно тие се прекрасни суштества и таа нивна неизвалканост на нивната душа, на нивното срце, на нивниот ум, трае околу 7-та година, значи се до 7-та година, за жал. И затоа Шефали вели дека родителите овој период особено треба да родителите да го следат со особено внимание, затоа што тој е периодот по кој што децата се во својата природна состојба, преку својата едноставност, преку својата имагинација, тие итекако имаат што да ни кажат и ние, значи, ако добро ги слушаме, ќе можеме да разбереме голем број на мудрости за одредени аспекти од нашиот живот. Меѓутоа, вообичаено е ние како родители тие години од животот на нашите деца да родителствуваме од голем број на родителски верувања, агенди. Значи, внесуваме голема доза и елементи од светот на возрастните, каде комплексноста, комплицираноста, условеноста се главните адути. И токму поради тоа, денес преку ова видео би сакала да ви на некој начин да ви го представам едно предавање од авторката Шефали, кој што ги имала со родителите токму на ова тема и каде што и поставувале голем број на прашања. Така да едно од прашањата за тоа дали во склопот на тоа предавање дали треба децата да се слушаат или не, прво и го поставила една родителка прашувајќи вие каде ја направивте промената, Шефали, зарем вие не бевте од почеток свесна мајка? И Шефали одговорила секако дека не бев. Значи, ако мислев дека бев, во суштина бев само една мајка која што сака да има голема контрола врз своето дете. Се водев од една агенда, од едно верување дека мора се да биде под контрола, дека јас сум најдобрата мајка, а всушност не знаев дека веќе бе влезена во таа шема, во тој образец на контрола. Сметав дека, бидејќи претходно медитирав 10 години со ред, бев клинички психолог, се запишав на докторски студии, почнав да пишувам книга и така натаму, дека бев најдобрата мајка за своето дете, но всушност бев само една просечна мајка која што длабоко навлезена во контролата и токму таа контрола мене многу ме вознемируваше додека бев родител, додека родителство во првите години од животот на своето дете, затоа што не очекував самата дека до толку сум исполнета. Значи, комплетно бев исполнета со своето его. Секој момент кога мислев дека јас сум во право, моето дете го рефлектираше назад моето его и мојот контролирачки став и моето контролирачко его.
Меѓутоа, кога почнав да ги разбирам нештата, кога почнав да прво да се разбирам себе си, да го разбирам своето однесување, да ги разбирам своите постапки, како тие едноставно беа водени од моето его, тогаш дозволив јас едноставно детето мене да ме води, детето да ми го покаже вистинскиот пат. Меѓутоа, таа вели дека овде мора да разберете, родители, дека вие сте тие кои што, кога ќе се освестите, кога ќе видите како постапувате со вашето дете и имате его, значи вие сте тие кои што треба да му дозволите на вашето дете да ви го покаже тој вистински пат. Значи, затоа што јас му дозволив на моето дете да ми го покаже патот како јас да си ги надминам своите собствени недостатоци, како да си го видам јас егото во кое што бев длабоко навлезена. А за жал голем број на родители денеска не го прават тоа, не сакаат да си го видат своето собствено дете како едно огледало врз кое што ќе го рефлектира назад нивниот начин на родителствување со детето. Туку велат повеќе сака да ги гледаат како на војници, на кукли, или да кажат што знае моето дете, кој е тоа мене да ми каже, што има јас да слушнам од него и да ме научи и така натаму. Наредното прашање кое што и го поставила една родителка било кој е знакот, првиот знак дека детето, например 4 годишно дете, еве да земеме например, е супресирано или дека е под контрол, дека е воспитувано со големо количество на контрола. И таа му одговорила првиот знак е најчесто дека добрите деца вообичаено е да се контролирани со поголема доза на контрола. И затоа децата не смееме да ги воспитуваме да бидат премногу добри, да бидат премногу мирни, туку да ги оставиме децата да си бидат онакви какви што се, значи какви треба тие да бидат во тој развој на во тој стадиум на раст и развој. Значи да ги оставиме да си бидат игриви, да си бидат немили, да си бидат будновни, да бидат храбри. Значи за да можат тие што повеќе и подолго време да си ја задржат својата автентичност и да станат постепено свесни за тоа, за она кое што го имаат, одноставно да можат да бидат посвесни за да се поврза со својот собствен глас. И затоа што кога ние воспитуваме кукли, воспитуваме војници, а не вистински деца, тоа не е воопшто добро за детето, затоа што униформираноста ја убива автентичноста. Ние сакаме децата да ни бидат исполнети со живот, а забораваме дека децата се Божја креација, значи креацијата подразбира живот. Значи ние децата да ги оставиме во својата природна состојба, да можат природно да си ја изразат таа своја креативност и да си ја изразат својата природност, што подразбира разиграност кај децата. Да не им ставаме униформирани костуми, значи како војници, како перфектни, да бидат перфектни балерини и така натаму, затоа што во нивната природа во овој период на раст и развој е што подолго тие да останат во природноста, во својата природност. А која е таа нивна природност? Таа е, значи, да бидат пред се неуредни, да бидат валкани, да сакаат да се препелат во земја, па кога врни да сакаат да се изводенат, па да сакаат во кал да се играат, да се валкаат, да паѓаат, да скокаат, да викаат, да врескаат, да бидат немирни, да се прикрадуваат, да бидат љубопитни и да бидат љубовни, да бидат, значи да се кријат, да се кикотат, да се смеат. Значи тоа е тој сладок немирен дух на децата, да не сакаат да спијат, да не сакаат да седат, значи да не сакаат да не слушаат, бидејќи тие се
по правило тие се во наводници да речеме диви. Диви се во својата природа. Додека се мали и сето тоа ние треба да ги оставиме децата да си го одживеат тоа нешто. Значи својата автентичност да си ја да им остане што поблиску со она што се. Значи да можат да едноставно што подолго да останат во својата природност во тој период од својот живот. Наредно прашање кое што авторката го слушнала од родителите било добро, зарем ние не треба да ги едуцираме нашите деца за да можеме да им дадеме подеднаква шанса полесно кога ќе пораснат да влезат во општествениот живот, да се интегрираат во општеството. И авторката Шефали им одговорила секако, значи, дека нашите деца ќе успеат. Неминовно е тие да успеат да се интегрираат во општеството. Но степенот до кој што ние ги скротуваме децата и едноставно ги смируваме децата е навистина преголеме. Затоа да ги оставиме децата да си бидат она што си се. Значи да може да си го одживеат она што му е дадено од Бога, она што му е дадено како период, како стадиум за развивање, за растење и секако дека тие пак повторно ќе си се интегрираат во општеството. Значи тоа му е дадено природно да го одживеат, согласно со тоа без разлика, значи тие повторно значи тој стадиум треба да се испочитува од страна на возрастните и нема врска со тоа дали тие ќе се интегрираат или нема да се интегрираат во општеството. Друго прашање кое што и го поставиле било: ама зарем ние не треба како родители да ги научиме тогаш на манири, да бидат мирни, да знаат да јадат, да знаат како треба да спијат и така натаму? И авторката Шефали им одговорила: зошто тоа пак да биде најважното нешто за детето во тој период од животот? Ајде да ве прашам, и рекла, дајте му ананас, цел ананас на вашето дете. Дали вашето дете само ќе земе така да го изеде? Значи, ние мора да разбереме дека децата се многу снаодливи по својата природа и тие како делуваат до 7-та година. Значи, тие го гледаат начинот на кој што постапуваме и како ние, значи, делуваме во рамките на семејството и надвор од семејството. Значи, децата, нема дете кое што не знае како да јади на цивилизиран начин или да спие на цивилизиран начин или да оди во тоалет на цивилизиран начин. Доколку ние ако сме ние цивилизирани. Значи, децата тоа го присликуваат и го гледаат од нас. Но ние возрастните имаме една голема мана кога ние ќе видиме едно разиграно дете и едно, значи, разиграно, диво дете, весело дете, ние веднаш притрчуваме. Премногу брзи сме да го смириме, и не му дозволуваме тоа да може да си го искуси детството во целост, во што му е негово право во тој период на раст и развој. Значи, го прекинуваме, влегуваме со нашата напорност. Зошто? Затоа што во основата на сето тоа лежи стравот дека ќе изгубиме контролата на нашето дете, затоа што сакаме ние нашите деца да бидат успешни. Значи, ако нашето дете мислиме дека е во такво диво однесување, разиграно, немирно однесување, ние забораваме да им веруваме на нашите деца. Дека тие во тој период треба да си бидат само деца. И мислиме дека ќе излезе детето од контрола и едноставно ние влегуваме со контрола затоа што имаме најдобри намери. Мислиме дека имаме најдобри намери, меѓутоа подлабоко ако навлеземе ќе видиме што се крие испод тие наши во наводници најдобри намери. Се кријат нашите напумпани верувања дека ако јас го оставам моето дете да биде така немирно, значи во иднина тоа јас треба пред време да го спремам и нема да може да биде супер паметно, затоа што моето дете не ќе може да научи 5 јазици. Ако знае 5 јазици, тоа ќе биде супер паметно. Ако е најдобро по математика, тогаш тоа ќе биде супер паметно. И
во иднина моето дете токму поради тоа ќе ми биде многу благодарно. Меѓутоа ова доаѓа од нас, значи од нашите родителски агенти, од нашите возрастни агенти, зашто се уште не сме се разбудиле до фактот дека сите овие возрастни агенти се само представуваат едни големи комплицираности во нашиот живот и тие комплицираности и на некој начин неадекватности за нивниот период на живот им ги пренесуваме на децата. Значи, децата немаат потреба од 10 јазици во тој период. На детето не му е потребно да знае 10 јазици. Што му е потребно? Му е потребно да може да се спознае себе си, за да може да почне да си го слуша својот внатрешен глас. Што му кажува тој внатрешен глас? Какво е тоа дете? Каде треба да се движи? Кои се неговите интереси? Значи, за почеток, како што вели Шефали, да го научиме прво детето на својот собствен јазик, на детскиот јазик. Како да го сака своето другарче, како да другарува со него, како да го почитува, како да ги почитува соседите. И за почеток тоа нас да ни биде доволно, да бидеме задоволни од тоа, значи од таа точка да бидеме задоволни. Не е ништо лошо, страшно детето да знае 10 јазици, меѓутоа страшно е кога на децата ние му пристапуваме во детскиот период од една возрастна агенда и веруваме во комплицираности, веруваме дека ти ако на детето му кажуваме дека ти ќе бидеш многу подобра личност ако знаеш 10 јазици. А што е едноставно само ставање магла во умот на децата. И тогаш еден родител се јавил и рекол, зарем не треба ние да сакаме да му дадеме повеќе опции, избори на децата? И Шефали одговорила, зашто? И тој рекол, па за избор на работа, повеќе избори за кариера и така натаму. Меѓутоа Шефали одговорила, да, ние тоа го правиме. Меѓутоа колку опции? Проблемот е во тоа колку опции се потребни, колку можности им се потреби на децата. Значи, ние сето тоа само му го комплицираме животот на детето со тие избори. Зошто? Затоа што тргнуваме од точка кога ги воспитуваме нашите деца во тој период од место на недостаток. Значи, се нешто ни фали нам и си велиме, сега мене ова ми фалеше, сега јас ова ќе му го дадам моето дете, затоа што кога ќе порасне големо да не му фали. И тргнуваме ние дека не сме дека не сме доволно добри и сега сето тоа да им го пренесеме на нашето дете. Меѓутоа децата се неверојатни такви какви што се. Совршени се такви какви што се. Зошто ние додаваме на комплицираности, додаваме комплексности во животот на детето во тој период од растот и развојот на детето? Нема потреба. И таа вели, доволно е оно што ние како возрастни си го правиме. Доволно е сите тие комплицираности кои што си ги додаваме во нашиот живот. Меѓутоа да не дозволиме тоа да го правиме во животот на нашето дете, особено во тој стадиум од развојот на детето кога тој представува една света порта, значи еден свет прозорец за детето, затоа што тој свет прозорец еднаш се јавува во нивниот живот. И треба да се почитува и затоа е наречен свет прозорец. Затоа што тогаш детето треба да може да се чувствува како вистинско дете. А со внесувањето на возрастните агенти ние, значи тој детски живот му го одземаме детската игра, му го земаме детскиот дух. Ние мислиме дека ќе ги направиме, ајде сега ќе воведеме некои возрастни агенти за да можеме да ги направиме нашите деца среќни кога ќе порастат. Значи живееме во иднината, меѓутоа со нашите деца, меѓутоа како ќе ги направиме среќни во иднина, а веќе сме искреирале едно мизерно детство.
им го кратиме детството, ја кратиме среќата, им ја кратиме играта на децата, им ја кратиме фантазијата, им ја кратиме имагинацијата. Значи, сите тие работи представуваат едно игралиште на духот на детето. Зошто тоа да му го одземаме на детето? Друг родител прашал, така е, да, ама светот во кој што ние живееме денес, зарем не знаете дека е премногу компетитивен и дека тешко е да се остане да се обстане во таков живот, во таков свет. И Шефали им одговорила, да, така е, премногу е компетитивен. Меѓутоа, зошто е тоа така? И зошто ние молчиме родителите? Зошто не се разбудиме? Зошто не се освестиме дека овој свет на компетитивност, на надпревар е свет на една чиста илузија? Значи, на детето не му е потребен надпревар во тоа кој подобро знае, кој попаметен и така натаму. На децата му е потребен надпревар во креативност, надпревар во автентичност. Значи, учете ги децата да се надпреваруваат со својата креативност. Зашто во суштина човекот е креативно суштество, тој е креација. Тој треба таа креација да ја донесе во овој свет. Најпрво како дете, а тек потоа да ја изнесе и како возрастен. Не родителствувајте, родители, деца супер звезди по традиционалниот начин, по компетитивниот начин. Оставете ги децата да си бидат своји, да си бидат едноставно удобни во својата собствена кожа и од таа своја природност да можат да си ги разлистаат своите природни потенцијали. Значи, тие на тој начин ќе можат да бидат по природен пат гении, по природен пат да бидат супер звезди. Затоа што се подредени со она што се, со својата суштина, со својата креативност природна, која што е во основа, која што е суштествена за нив. Значи, таа вели дека сите деца се најдобрата верзија од себе си. Без разлика дали тие ќе бидат супер звезди или ќе бидат ќе станат супер звезди или ќе станат најдобрите градинари, најдобрите одгледувачи на овошје или најдобриот одгледувач на зеленчук, најдобриот занаетчија. Но тоа ќе го направи само кога детето ќе може своето срце да го подреди на креативната енергија која што е основна за него, која што е животна. Значи, креацијата, животот е еден вид на креација. Меѓутоа, што бегаат родителите? Родителите бегаат од зборот неуспех. Значи, сметаат дека детето, ако е едноставно, дека иако е просечно, значи дека не е успешно. Сметаат дека материјалното богатство ја одредува вредноста на човекот. И токму поради тоа, родителите сметаат дека децата треба да бидат успешни, да не бидат просечни. Меѓутоа, треба да знаеме дека во основата на секое битие е да биде едноставен. Значи, сите ние сме просечни и едноставни. Дури и председателите. Значи, тие се просечни, меѓутоа имаат нешто заедничко кое што може да се каже, значи, им се отвориле можности или пак имаат привилегии, им се дала одредена привилегија, но не значи дека оној кој што е добар одгледувач на овошје, добар одгледувач на зеленчук, значи дека е помалку вреден и дека е помалку паметен. Значи, ние сме возрастните влезени во една илузија дека ако присобереме повеќе материјални богатства, дека повеќе вредиме. И меѓутоа забораваме дека Шефали, значи, ги советува родителите што помалку да влегуваат во да им влијаат надворешните фактори. И во овој пример кој што го рековме со председателите, значи
да не заборавиме дека во суштина правилото на привилегираност што подразбира? И на создавање и на суперзвезди, привилегија да се биде суперзвезда. Често пати е поради тоа што овие луѓе имале луѓе кои што им дозволиле едноставно да излезат, да се искачат на тоа ниво. Меѓутоа не значи дека има и голем број на луѓе на кои што се докажале и на деца кои што по природен пат и текако се навистина големи суперзвезди. Меѓутоа друго прашање кое што и го дале на Шефали е еден родител ја прашал кога ќе забележиме дека нашето дете, например, се покажува дека сака нешто, им покажува страст кон нешто, како ние родителите да го потурниме нашето дете, едноставно за да може да се види онаму каде што навистина сака, да ќе може да си го покаже својот талент. И Шефали им одговорила, па добро кажавте, значи вашето дете кажавте дека многу сака да црта. Меѓутоа тоа не значи дека тоа ќе биде талент, дека има талент за цртење, дека ќе стане супер успешно во тоа нешто, дека ќе биде, дека е негов природен талент само затоа што сака да црта. Значи проблемот е кога ние велиме сакам детето да го следи својот талент, своето срце, не мислиме дека треба детето спонтано да може да оди по тој пат, спонтано да може да си се подреди на својата природност и да си ја разлиста, да го разлиста тој талент ако воопшто го има, значи или може да биде например предвесник за неговиот иден повик. Ние како родители кога го велиме тоа како да го потурнам, значи како да направиме нашето дете да биде успешно и да ни се потврди пред време нештото дека ќе биде успешно и талентирано во тој правец. Например, и затоа избрзуваме секогаш, значи пред време сакаме да ги знаеме нештата. Децата наши ќе видиме дека цртаат некое време и веднаш си мислиме сега морам јас да го запишам детето на специјални часови за цртање, затоа што има неверојатен талент. Или пак цела недела гледаме танцува низ дома и веднаш го запишуваме на часови за танц, затоа што мислиме дека тоа ќе биде најдобриот танчер на светот. Меѓутоа, што правиме тогаш? Тогаш ние најчесто им ја одземаме природната наклонетост на децата, да можат самите да се видат прво каде се тие најдобри, каде можат да бидат најдобри, што сакаат тие. Значи ние многу тогаш треба да внимаваме како родители природната дарба да не им ја одземаме на децата, туку да ги оставаме природно да можат да се подредат и природно да можат едноставно да се слеат и да ја развиваат таа нивна дарба, тој нивен талент, ако воопшто и го имаат. Затоа што кога пред време ние делуваме, значи кога пред време им ја одземаме таа наклонетост, ние едноставно ја ставаме во една кутија, таа нивна наклонетост, во една структура, во една шема, која што веднаш ќе подразбира уште детето, значи пред време несознаено, неспознаено го оставаме да постојано да вежба, за да оди на надпревар. Меѓутоа детето, бидејќи е индивидуа за себе, секое дете е различно, ние го ставаме во една структура која што во суштина е иста за сите. Меѓутоа што е потребно тука? За да не дојде до тоа, ние како треба да ги наблюдуваме нашите деца, да ги наблюдуваме и да ги оставаме таа нивна спонтаност да најмногу кога ќе дојде до израз, кога ќе видиме нашите деца дека се задоволни и дека се радосни од тоа што го прават.
дека се постојано некое време се одржува тоа задоволство и се одржува таа радост кај децата. И така, затоа што така постепено, значи се јавува таа нивна природност, природна дарба, тој природен талент, доаѓа најмногу до израз тогаш. Меѓутоа родителите мислат, ајде биди добар во нешто за да можам јас тебе да те запишам некаде за да станеш успешен. Меѓутоа тогаш ако ние така ги третираме нашите деца, прво не сме искрени спрема себе, не сме искрени спрема децата и значи ние од тогаш кога така ги воспитуваме децата, во суштина ние работиме од позиција на страв. Дека нашето дете можеби ќе биде вообичаено и ќе биде просечно, ќе биде едноставно. Затоа што едноставноста ние ја гледаме како беззначајност. Едноставноста ја поистоветуваме со беззначајноста. Длабоко во себе веруваме дека ако си едноставен, не си вреден. Не си доволно добар. И тоа е точно. Зошто? Затоа што никогаш и ние во својот живот не сме добиле поинакви пораки, едни пораки по кои што би ни, како деца, би ни кажале останете во својата природност, такви какви што сте добри. Немаме такво верување да ни речат биди човечен, биди хумана, треба да помагаш кога ќе пораснеш. Таа ти е целта, да им помагаш на сите. Тие се човековите карактеристики, да бидеш љубезен, да бидеш добар, да сакаш, да бидеш емпатичен. Доживувај човечки искуства, такви човечки искуства да доживуваш. Значи, тие пораки нас може би сме ги слушнале, меѓутоа сме немале пример на постојано делување за да можеме и тоа да се имплементира во нас како некое правило по кое што ние треба да делуваме кога ќе пораснеме. Туку ние како се чувствуваме дека сме живи? Ние се чувствуваме живи кога добиваме благодарници, кога добиваме титули, кога добиваме награди, кога добиваме трофеи. Инаку, ако сме едноставни, ние се чувствуваме мртви дека сме, едноставно дека не функционираме. Немаме мотивираност. Значи, ние сме научени на таков вид нарадување, на таков поглед кон светот, на таков поглед кон животот, а во суштина, она што го вели Шефали, тоа е навистина жално. Жално е оно што се случува со човековиот род, затоа што оди против својата природност, на човечноста, значи на човековите карактеристики. Друго прашање кое што и го поставиле на Шефали е колку социјалните медиуми им помагаат на децата во период на раст и развој. Значи до 7-та година Шефали одговорила веднаш никако. Значи никако не одговараат, значи не служат во интерес ниту за децата, ниту за родителите. Затоа што кога родителите ги оставаат децата да можат со таа технологија да се справуваат од најмала возраст, децата ќе учат дека за нив, значи за да се чувствуваат живи, се најважни лајковите, најважни се емотиконите. И сето тоа тие го поврзуваат со својата вредност, со својата сигурност, со својата валидизација, а не сме свесни дека во суштина децата се едноставно, бидејќи се жртви за социјалните медиуми, токму заради нивната невиност и токму заради нивната неосвестеност. И затоа ги советува родителите за да не им ја краде таа сигурноста и самодовербата кај децата, што повеќе преку својот пример да не дозволуваат децата да бидат во присуство со тие технологии, модерни технологии, особено со преку социјалните медиуми, и доколку навистина тие имаат потреба од тоа нешто како возрастни, значи тоа да го прават на еден начин на кој што ќе
можат истовремено да измислат, значи, креативни игри со децата, за да не бидат заведени децата од тие социјални медиуми, од таа технологија. Значи, единствениот пат, вистина, кај поголемиот дел на родителите е да што повеќе да се тргнат од тие надворешни фактори и да почнат да се повеќе да се враќаат кон себе, кон својата внатрешност, за да можат да се видат себе си дека најдобрата верзија од себе можат да ја постигнат само доколку влезат во сегашниот момент, во присутност, во внимание со своето дете, и така најдобро ќе можат да ги слушнат, најдобро ќе можат да ги разберат децата, најдобро ќе можат да им ги дадат вистинските потреби, а со тоа стануваат еден пример за најдобрата верзија од себе. И како такви родители, значи ние да им пренесуваме само позитивни верувања на децата. Дека и тие се најдобрата верзија од себе. И што повеќе, значи, учејќи ги така, ние ги доближуваме и ги оставаме што повеќе да си бидат во својата автентичност. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.